Добро утро, почитувани колеги, добро утро секое утро до вас, почитувани гледачи. По повод Денот на жената, 8 март, се организира трка со автомобили, но овој пат учесници ќе бидат само жените. Оваа трка започнува утре на 7 март и се одржува традиционално веќе 17 години. Во продолжение ќе ги дознаеме и останатите детали поврзани со ова рили. На оваа тема зборуваме со Маја Милошевска, која е учесничка. Маја, добро утро. Добро утро до вас, до вашите гледачи, до вашата екипа. Оваа трка се одржува веќе 17 години. Колку години учествуваш ти поред? Сите. Од првата до последната на сите имам настапено. Овој пат и мене ќе ми биде 17 пат. Од каде дојде до идеја да се тркаат жени со автомобили досега? Мислам, претежно се тркаат мажите. Од каде дојде идејата да се тркаат и жените? Па ете, празникот на жената, 8 март, идејата е да се прослави на еден малку поинаков начин, нетипичен начин. Оваа идеја трае многу долго, значи уште пред овие 17 пати што ги кажуваме во организација новој организатор, претходно ова рели беше организирано од Сојуз на возачите, па ете традицијата продолжи и понатака, така да ете, секогаш како првичен повод е 8 март денот на жената. Колку учесници ќе има утре на релите? Па она колку што успеав да наслушнам, има околу 25 до 30 екипажи пријавено, значи станува збор за рели, значи екипажи, односно секоја возило има возач и совозач, понежен пол, нели, го разбравме тој дел, така начув дека има околу 25 до 30 на екипажи, може да ги видиме во сабота. Што ќе се случува утре? Како ќе започне целосната трка? Значи, овој пат релито е 7 март, ќе се собереме во 9 часот плоштад Автокоманда во општина Газибаба. Најпрвен ќе започнеме со една административна контрола на возилата и на документите на надпреварувачките, а официјалното отварање на надпреварот е во 11 часот. Стартот на релито е во 11:30. Првата етапа се вози во Автокоманда, значи на плоштадот Автокоманда, и таа етапа е популарно наречената гимкана, односно спретно возење меѓу чунови. Таа е брзинската етапа на релито, значи кој најбрзо ја извози без грешка, значи не смее да пипаме чунови, не смее да се путаат чунови и при тоа да се запази онаа траекторија која што е проектирана од организаторот. Тој најдобро квотира во релито, нормално земајќи ги во предвид и другите етапи. Тоа е првата етапа што ќе се случува во Автокоманда, потоа започнуваат градските етапи, се поаѓа од Автокоманда и се вози низ градската мрежа, сообраќајна мрежа, каде што се почитуваат сите правила и прописи, да го напоменеме тој дел. Регуларно и во нормална брзина, претпоставувам, пошто така е. Така е, значи нема затварање на сообраќајот, се вози во нормален сообраќај и при тоа се почитуваат сите правила и прописи кои што важат во моментот на тие улици. Значи, она што е предвидено е дека ќе се појде од Автокоманда, се вози до Сити Мол, при тоа се поминува низ центарот, па се вози до Зебра. Знам дека во Зебра ќе не причекаат од Космо, ќе поделат некои пригодни поклони за сите учеснички. Во оваа конотација да ги спомнеме и Кафе Рио ќе обезбеди поклони за сите учеснички и винчини. Поздрав до сите оние кои што го поддржуваат овој настан, и медиумски и секако, нели? Воедно ве поздравувам и вас. Потоа првата етапа ќе заврши во Сити Мол, втората етапа повторно се вози од Сити Мол назад до Автокоманда, каде повторно во Автокоманда ќе не пречекаат организаторите и ќе ги прогласат најдобрите учеснички на ова рели. Значи, втората етапа почнува од Автокоманда до Сити Мол, но што ако некој фати некоја кривина, па по скратен пат стигне до таму? Која е контролата? Има патни контроли на одредени точки низ градот, си има, организаторите си го знаат тоа, си има и специјално невидливо возило кое што и прати, да, значи си има и патни контроли по патот да се знае каде се поминува. Не може, значи организаторот изготвува патна книга каде што е точно утврдено по која сообраќајница каде треба да се помине. Така да мора да се возат тие сообраќајници утврдени од организаторот. Да се навратиме сега и на првата етапа, се одржува на плоштата Автокоманда. На колку метри ќе се тркат жените? Значи тоа е спредно возење меѓу чунови, не е направо, значи туку има гаражирање, значи има
каде што треба да се влезе, да се паркира, да се излезе, да се помине меѓу чунови. Точните гимкани не ги знам ни јас, затоа што на полигоните кога полагаат. Од прилика така, само малце посложено, нели? Да. Однапред никогаш не ги знаеме како ќе изгледаат и каде точно све ќе се вози. Ќе видиме тоа на лице место во сабота. Еве нека биде покана до вас. Може да поминете во сабота во 11:30 започнува гимканата. Според мене тоа е најинтересната етапа на рилито, каде што навистина може да се видат интересни случувања, па повелете дојдете и вие ќе го проследите наставот. Јас не се сомневам дека тоа ќе изгледа многу добро, бидејќи жените се сепак добри возачи, така? Се согласувам со вас апсолутно. Вака ти со кој автомобил ќе се тркаш? Оваа година Opel Astra ја гледаме во позадина, значи имам менувано во вие 17 пати, како што ги напоминав, имам менувано многу возила. Најпрво започнав со Застава Југо, па возев Mini Cooper, па Opel Corsa и последниве неколку години возам со возилото Opel Astra 1400 кубика. Еве во оваа прилика да напоменам дека возилата се поделени според кубикажата, значи не се вози сите во една класа. Имаме класа до 1600 кубни сантиметри и другата класа е за возила кои што имаат зафатнина на моторот над 1600 кубни сантиметри. Јас сум во првата класа, така да. И тоа е битно, значи овој надпревар е со сериски возила, значи немаме овде приправки на возилата, не се дозволени. Тоа е едниот услов за настап. Напомена дека има околу 30 надпреварувачки, но што ако утре некој појде и сака да учествува во ова рели, дали е тоа дозволено? Може, да, значи пријавувањето се уште е во тек, доколку еве можеби некој од вашите гледачки ќе изгледала може, апсолутно, може ќе изгледа на некого интересно, слободно може да дојдат во автокоманда во 9 часот наутро, нека дојдат, ќе организаторот сигурно дека ќе ги спроведе и нормално дека ќе ги прими на надпревар доколку ги исполнуваат овие услови кои што веќе ги исполнувавме. Сериско возило, регистрирано и возачка дозвола, значи не треба нешто многу ку знае колку услови да се исполнат. И секако желба за настап и за учество на овој настан. Желба за учество. До кога од прилика е предвидено времето на тренјето и дали после тоа има некоја коктел забава, можеби? Да. Значи, точно колку ќе се одвива, не знам, меѓутоа очекувам дека од прилика до 14-15 часот би завршило све. Организаторот и оваа година се потруди да не биде само ова надпреварувачки дух, туку да има и забава. Значи, организирано е после надпреварот во кафе бар Астра во аеродром. Организаторот ќе не собере сите надпреварувачки, не на коктел забава, да можеме малку и да се подружиме, да не биде само на еуфорија, адреналин и така да и оваа година се дружиме. И после надпреварот. Ајде во оваа конотација да го напоменам една исто битна работа за ова рели, дека се организира во соработка со Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот и оваа година ја поддржуваме кампањата Размисли дали си безбеден возач. Еве еден апел да го подобриме нашиот сообраќај кој што знаеме дека не е баш на завидно ниво. Дали твоето учество во оваа трка со автомобили значи дека си голем љубител на автомобилите и брзото возење, можеби? Секако, да. Искрено, да. Значи, јас потекнувам од тркачка фамилија, растев во таква средина каде што беше многу нормално дека кога има трка, ние сме на трка, кога има трка на телевизија, ние сите сме пред телевизија и не може ништо друго да се прави, мора, така? И некако е нормално да, кога растеш во таква средина, да ти се роди љубовта и према автомобилите и према автоспортот и затоа и сум тука и толку многу години и затоа и сум активна се уште во автоспортот. Така. Маја, ти посакувам успешна трка утре и ти благодарам за оваа гостување во Добро утро секој утро. Ви благодарам и на вас. Значи јас колку што добро разбрав, се гледаме утре на стаза. Да, фала ти. Фала ви и на вас. Почитувани гледачи, како што напоминавме, по повод Денот на жената, утре се организира трка со автомобили. Овој пат учествуваат само понежниот пол. Од прилика бројката на учеснички е околу 30. Трката започнува во 9 часот на плоштадот Автокоманда во општината Газибаба. Сите оние љубители на брзото возење, но и автомобилите утре можат да се пријават во 9 часот на плоштадот Автокоманда.